Со изградбата на експресниот пат Штип-Радовиш ќе го подигнеме животниот стандард на преку 170.000 жители на овој регион, а ќе овозможиме и бенефит за околу 12.000 фирми кои действуваат во овие региони. Истакна министерот за транспорт и врски Горан Сугарески при денешниот увид во изградбата на експресниот пат Штип-Радовиш. Проектот е со вкупна вредност од 51 милион евра. Во моментов се работи на првата фаза во должина од 23 километри и според динамиката на градежните работи, од транспорт велат дека очекуваат изградбата да биде завршена пред предвидениот рок во 2021 година. Министерот истакна дека со експресниот пат се создава брза патна врска меѓу југоистокот и централниот дел на државата, со што се отвора можност за влез на нови инвеститори, но и подобра комуникација меѓу граѓаните. Паралелно со изградбата на овој експресен пат, имаме рехабилитација на патот. Знаете, во претходниот период имаше рехабилитација на патот Штип-Радовиш. Исто така имавме рехабилитација на патот Радовиш-Подареш, патот кон Злетово и бројни активности кои што се случуваат во овој дел на нашата држава. Станува збор и во делот на Конче. Станува збор за проект кој што е некаде околу 50 милиони евра, две делници. Се работи на првата интензивно делница, имаме сериозен прогрес на активности. Така да очекувам согласно роковите, ако е рокот април 2021 година ова делница, очекувам и порано да биде завршен. Во делот на втората делница, директорот ќе појасни, имаме некаде јавна евалуација каде што ќе треба да се одбери фирма која што треба да ја изведува таа делница. Директорот на јавното претпријатие за државни патишта Зоран Китанов истакна дека овој експресен пат е пример за тоа како треба да се гради. Денес држиме лекција како се гради. За само година и пол дена се асфалтира првиот дел од 5 километри, а останатиот се спрема. Значи, воведен во работа со 99% експропријација завршена. Завршени по најбрз можен пат, согласно законите археолошките испитувања. Завршени сите премостувања, што за Евана, што за Телеком и така натаму. Значи, од овој пат, овде, финансискиот обем е веќе завршен 52%, физичкиот обем 54%, земјаните работи се завршени 82%, цевастите пропусти 100%, плочестите пропусти 95%, подпорните зидове 76%, мостови 64%. Асфалтните работи се отпочнати. Инаку денеска почна поставувањето асфалт на делот од винаријата Имаково правец кон селото Долани.